Мислам дека ова време е важно дека почнува да се раѓа заспаниот човек во човекот. И е многу важно тоа во оваа фаза да го освестиме и понатаму да не дозволуваме истите тие работи што се појавуваат да повторно заспијат. Премногу рано е да се дава некаков одговор на ова прашање, затоа што мислам дека се уште сме во онаа фаза на тагување, фаза на болка, фаза на измешани чувства, измешани емоции. Ова фаза не треба да се сили или не треба да се брза, просто во справувањето со траумата. Она што е најважно сега е, мислам дека треба да си бидеме поддршка едни на други, треба да бидеме тука едни за други, да си помагаме некако во онака како што знаеме, можеме, умееме, зашто социјалната и психолошката поддршка мислам дека е од исклучителна важност. Луѓето кои ќе се најдат во ваква ситуација, ваква страшна ситуација, не само што се обединуваат во болката, туку и во потребата да си помогнат едни на други. Мислам дека тоа е многу важно и тоа го гледаме секојдневно, особено во изразувањето сочувство, во емпатијата. Театарот може да придонесе и да има позитивен ефект во справување со колективната траума, особено да се фокусираме на помладите, на помладата генерација, кај што ќе имаат некаков заеднички простор, сигурен простор во кој можат да разговараат, да се дружат помеѓу себе. Просто тој сигурен простор некако да биде издувен вентил, канал за изразување на емоциите кои можеби не можат да се изговорат гласно. Мислам дека тука би требало да се вклучат и колегите од сликарство, од областа на сликарството, да пробаат и тие да смислат некакви активности кај што ќе ги инволвираат младите, дали ќе бидат тоа одредени простори во градот, да пробаат преку сликање, преку цртање, преку боење, моделирање, некако да ги изразуваат своите чувства. Особено важно е за да се спроведе и да се реализира сето ова, ширум да се отворат вратите на Центарот за култура Бели Мугри и мултикултурниот центар во Кочани, и на тој начин и тие ќе придонесат некако во справувањето со сето ова. Ние кочанчани мислам дека сме жилав народ и мислам дека во овие моменти треба да останеме силни, да останеме сплотени. Сите ние ја чувствуваме, болката е огромна, но верувам дека ќе собереме сили, дека ќе најдеме начин како да го пребродиме сето ова.